Пред некој месец заедно со истиот овој тим на советници, представници од урбанизмот, на моје огромно задоволство нашата пратеничка во македонскиот парламент, излеговме овде советување пред граѓаните дека на ова место ќе се случи мултифункционално, отворено спортско игралиште на кое што и помладите и повозрасните ќе можат да практикуваат неколку спортови, кошарка, фудбал, мал фудбал. И еве после неколку месеци реализирано е новото мултифункционално спортско игралиште до домот на армијата, целосна инвестиција на општина Струмица во вредност од 7.620.000 денари и овозможуваме уште едно спортско катче за сите струмичани кои што може да практикуваат. Дополнително обезбедивме и нов пристап, практично нова улица, за полесна комуникација на домот на армијата со градот, со што веќе работиме и на подобрување на безбедноста на граѓаните, особено на оние кои што се движат низ градскиот парк, и најавувам дека во најскоро можно време ќе биде затворена улицата, со што комуникацијата до домот на армијата би се одвивала токму по оваа нова улица овде. Дополнително ова ги потврдила нашите заложби за градежната офанзива, за изградбата на нови игралишта, со што практично ја заокружуваме 2022 година како година на спортот. Во теке, во реализација е новата спортска сала во гимназијата Јане Сандански. Дополнително веќе сме пред финална фаза за започнување со новото спортско игралиште во основното училиште Никола Вапцаров на отворено заради барање на граѓаните, нормално и наше предизборно ветување. Дополнително веќе на наредна седница на Совет ќе бидат барањата за легализација кои што треба советниците да ги одбијат за потегот кај Маларичната болница, со што би пристапиле со рушење и искористување на средствата кои што ги предвидовме со ребалансот, а заради изградба на спортско игралиште и паркинг простор во Турското мало на барање на жителите во Турското мало. Дополнително денес заврши активностите за расчистување на просторот за нов парк во касарната, со што практично е хуманизиран тој простор, и апелирам компаниите, апелирам граѓаните да не повторно се случи да ги оставаат нивните градежни шутови на тој потек. Нормално ќе ги зголемиме контролите и инспекциите. Во најскоро време комуналец започнува со првата фаза да го озелениме целиот тој простор. Некоја следна фаза ќе биде со поставување на урбана опрема, осветлување, со што струмичани добиваат нов парк близу 20.000 квадрати. Дополнително, знаете дека во фаза на обработка е предстручна, пред јавна расправа генералниот урбанистички план на Струмица, со што во потегот на кај касарната ќе разговараме заедно со шефицата на секторот за урбанизам, заедно со планерот кој што го изготвува генералниот урбанистички план, да големата површина во касарната која што е предвидена за трговски центар, за која што сме согласни дека нема потреба, го оплемениме со дополнително уште 17-18.000 квадратни метри парк, со што навистина населбата Касарна или Нова Струмица, како што ја нарекуваме, ќе има достоинствени услови за живот. Продолжуваме со активностите и покрај големата криза со која што се соочуваме нормално како свет, како Европа, не се откажуваме од нашите заложби да ги реализираме нашите предизборни ветувања. Токму тоа во општина Струмица и го правиме, и тоа само во првата година од нашиот заеднички мандат. Како и другите игралишта ќе управува општина Струмица, комуналното претпријатие Комуналец од Струмица. Да, доколку има и се наметне потреба за организација на некаков настан, турнир во мал фудбал, зошто не, токму тоа е и намената на спортските игралишта. Јас посакувам, како што ни е денеска вака со дечиња полно, да не биде секој ден, цел ден полно со деца кои што ќе играат, кои спортуваат, ќе ги развиваат здравите навики на живот, и секако да, посакувам уште многу такви спортски настани да се одржуваат на сите игралишта во Струмица, но и ново. Кажавме дека најголемиот фокус за 2022 година е фокусот на спортот, спортските игралишта. Затоа велам дека во тековната 2022 практично привршуваме со подготовките и за новите спортски игралишта, но тоа не значи дека во помал обем нема да предвидуваме за наредните буџети, но нема да бидат од таков габарит со спортски сали. Буквално општината, иако нема потреба да инвестира во спортска сала во Јане Сандански, тоа го прави. Таму го споделуваме, јас споделуваме инвестицијата заедно со гимназијата, со заштедите кои што беа направени пост-ковид периодот заради неискористени средства за превоз заради локдаунот кој што постоеше. Нормално дека ќе предвидуваме и во наредните буџети, но не со таков обем како што беше оваа 2022 година. Таму има неколку барања за легализација. Истите тие барања ќе бидат доставени
до Советот на општина Струмица. Октомври ќе имаме, еве тука и председателот на Совет на општина Струмица. Октомври ќе има веројатно седница на Советот на која што првично, за да ги запазиме постапките, ќе бидат одбиени барањата за легализација на тој потек. Станува збор за времени објекти, има ларичната која што уште не е упишана и нема регулиран статус. По завршување на таквите постапки, средствата кои што ги имаме предвидено во буџетот во износ од 2.200.000 денари, ќе ги пренасочиме кон комуналец со цел расчистување на просторот, да во буџетот за 2023 година пред советниците излеземе со предлог да на тој простор реализираме паркинг за потребите на црквата Свети 15, нормално и за џамијата, дополнително паралелно со паркинзите да обезбедиме едно вакво мултифункционално игралиште за потребите на жителите во тој дел од градот.